Здраво! Последно издание на подкастот Каде се парите со мене Горан Теменугов за оваа 2024 година. Значи, првото издание во наредната година ќе биде на 16 јануари. Здравие Боже, живи били, па виделе што би рекле србите. Сакав да правам ретроспектива се што сум објавил, односно секој што поминал во овој подкаст што има кажано за оваа година, за оваа 2024, но реалноста ме натера да правам еден вообичаен подкаст, каде што ќе збориме за едни отворени прашања кои што се многу актуелни во јавноста, но некако цело време како да бегаме да ги отвориме до крај, а тоа се например даночната политика, пензиите, пензионирањето. Даноците, само да ви кажам, Светската банка ја предупреди дека мора да се зголема, односно препорача, посочи, направи анализи дека треба например данокот на додадена вредност да се зголеми за 1% поен, односно од 18 на 19%, да се угидат многу привилегии, односно повластици, едноставно да се стегне малце даночната политика. На тоа ставот на владата го знаеме дека не сака да менува даночната политика, но дали е тоа добро, бидејќи фискалниот простор на државава се повеќе се намалува и прашање е кога ќе дојде моментот дека ќе мора нешто да се направи. Затоа ќе зборуваме за даноците, за пензионирањето, ќе зборуваме за тоа што например во последниве неколку денови управата за јавни приходи ги повикува компаниите да го платат данокот на додадена вредност и само 2 дена пред крајниот рок имаше само 25% од компаниите ја имаат уплатена оваа давачка. Ова е сериозно веќе назнака дека нешто се случува во приватниот сектор, но дали е тоа вообичаено пред крајот на новата година или не, ќе зборуваме со нашиот денешен гостин, тој е денешниот експерт Павле Гацов. Добро дојдовте. Добро ве најдов. Уживам за поканата. Да, уживам да разговарам со вас и да ве канам во емисии сега и во подкаст кај мене, бидејќи сте еден од ретките преостанати даночни експерти во државава кои што сакаат отворено да зборат на секоја тема и ги знаете работите што се случуваат во државава. Првин сакав да зборуваме за повисоките даноци, но морам да се навратам на она апел од управата за јавни приходи до компаниите да ги уплаќаат парите од данокот на додадена вредност. Што ви кажува ова, господине Гацов, зошто е ваков еден апел од УЈП до компаниите? Со новото раководство на УЈП овие апели зачестија, но не се драматични. Управата ги подсетува даночните обврзници дека во тајмингот до 25 треба да ги поднесат ДДВ пријавите да го платат ДДВ-то, ама ова покажува македонски синдром дека се прави во 5 до 12. Така да дури и тие што се ликвидни, што можат малку порано да ја направат пријавата и да платат данок, очекуваат последниот тајминг. Нема задоснување заради неликвидност, нема задоснување заради несакање, заради одбегнување. Едноставно ова е повик. Следете ги објавите, претпоставам дека за 2-3 дена кога ќе заврши тајмингот, ќе видите дека преку 95, можеби 7-8% ќе бидат завршени сите уплати на време. Да, ма пред еден месец имаше повик и закани со предупредувања првин дека ќе добијат, па после дека ќе добијат и казни, односно ќе почнат од 23 декември да течат и затезните камати, дека 30% од компаниите немаа платено до законскиот рок 25 ноември данок на додадена вредност. Тоа беше сериозна бројка, а предупредувањето за казните дојде на почетокот на 1 декември, мислам дека дојде. Сепак не е до 25 дека последен момент се чекало, туку имаше и задоцнување од сериозна бројка на компании. Ќе го проследиме заедно ова, верувам за 2-3 дена дека ќе ги погледнеме официјалните бројки. Обично има доцнење после 25, кога 25 паѓа во празничен ден или сабота и недела, па понеделник е последниот ден, тогаш е веќе 27 да кажеме, и управата ги подсетува на конечните обврски. На крајот на крајштата не треба ништо да подсетнува управата. Си има законски одредби, си има казнени камати за доцнење, си има тајминзи, значи даночните обврзници мора да се постојано навремени од аспект на исполнение на своите обврски. Се разбира, не очекуваме таква да и управата кога не ја побаруваме, затоа може да зборуваме за повратот на данокот на додадена. Така да во ваков контекст крајот на годината дури јас би рекол дека е наиздашен период од годината. Она што сега ќе го собере управата на 25-ти, веќе на 15-ти плативме аконтација за данокот на добивка и вториот дел што го платиме на 15 јануари, односно на 25 јануари за целото тромесечие од 2024,
мислам ќе биде најиздашното парче од прибирањето за 2024 година, така да во таков контекст очекувам и да се затворат сите планирани буџетски приходи. Така, ги погледнав реализацијата на буџетот до октомври, до октомври беше до 10 месец, заклучно со 10 месец, и немаат лоша реализација на приходите. Мислам дека ќе се оствари планираната, дури и 100% може да заврши годинава со планираните приходи. Очекувате ли вие дека ќе дојде до 100% реализацијата на даночните приходи? Ги следам јас реализациите, гледам дека се навремени, точни и добри, но ние треба подлабоко да навлеземе на тоа зошто е така. И сега, без да ги имаме внатрешните информации, се разбира, управата може многу поквалитетно по структура да ни каже, но во процентот на реализација многу помага фала на инфлацијата. Значи, инфлацијата таа што во принцип додава керозин, гориво на реализацијата на буџетските приходи. Знаете и сами, колку повисоки цени, толку повисоко ДДВ. Така. ДДВ е конечна ставка во збирката на цените, нели? Како се формираат цените, а на крајот на криштата тоа е и понатаму штом се повисоки цени, дека имаме повисоки приходи, приходите даваат повисок профит, тоа е добивката, повисок данок на добивка. Понатаму нели платите растат, персонал, така да тоа е магичниот круг на инфлацијата кој што делува како дрога, но е лажна варијанта и затоа е многу подобро да го следиме реалниот индекс на исполнување на обврските. Ако го индексираме, го тргнеме настрана, нели делот што значи инфлација, реализацијата е, би рекол, прилично нормална. Прилично нормално. Така. Уште едно прашање за апелот, нели, да се што апелира управата за јавни приходи да се плаќа данок на додадена вредност. Дел од бизнисмените велат дека можеби не се уплаќа на време, односно се задоцнува затоа што и состојбата кај компаниите веќе не е добра, односно немаат пари компаниите. Дали можеби се влошува состојбата во реалниот сектор? Вие работите сметководство, знаете што се случува. Како е вашата оценка? Прво една работа за гледачите, за слушателите, за гостите, да кажам, што повремено ќе отвараат да гледат. ДДВ-то не е доход, односно приход на компаниите. Значи, предпријатијата овде се агенти на државата. Тие пребираат за државата и не треба да имаат паричната, да кажам, замка, дека тие пари на некој начин ги двојат па ги уплатуваат во корист на државата. Ги прибрале од граѓаните за да ги уплатат на државата. Тоа, ако анблок се знае, и болката при плаќање на ДДВ-то ќе биде помала. Но ликвидност е проблем, а често пати ликвидноста може да е поврзана и со повратот на ДДВ. Со плаќањето на поборувањата, со наплатата. Нели? Ако целото стопанство има добра ликвидност, тогаш сите заедно ќе успеваме на време да ги плаќаме нашите обврски кон државата. Бидејќи тие секој ще плаќаат кеш. Ние во стопанство може да правиме компензации, да затвараме, не знам, стока за стока, на трето лице и така натаму. Може цесии да се прават, се така може е. да се прави. За сега, со ретки исклучоци, постојат можности да нема, илузија дека тоа не е дозволено со закон за даночна постапка, но најголемиот дел се прави во кеш уплатата на даноците. Сега во таков контекст е важно, бидејќи ние ако фактурираме 100 единици, не значи дека ќе ги наплатиме, но штом сме ги фактурирале, имаме излезно ДДВ, државата го очекува во кеш, а парите не ни дошле. Затоа често пати тој несразмер на приходите на прометот во однос на наплатата може да влијае на ваквата ситуација да не успеваме ние да си ги платиме даноците, зашто не ни платиле на нас други субјекти. Али тоа е циклично и се пегла. Тоа значи во еден период ако било лошо, во другиот ќе биде малку подобро, бидејќи тоа од лошото дошло во подоброто, нели? Така да тој вишок ќе се поврати. Тука е добро да го ние нивелираме односот со државата. Зборувам од аспект, не знам дали ќе го отвориме сега како тема кога државата должи ДДВ. Повратот, бидејќи почнавме со ДДВ, сакавме со друг тип на ДДВ, односно за стапка, но да зборуваме за нивелирање, односно за повратот. Да, довршете ја мислата и ќе да завршиме со повратот на ДДВ-то од страна на државата кон компаниите. Бидејќи ДДВ-то е резултанта. Плаќаме само на вишокот на вредноста што имаме додадено во однос на набавката. Тоа значи, и кај ДДВ-то, ние имаме право да го одбиеме влезното ДДВ што ни го фактурирале, бидејќи го должиме излезното. Фактички излезното минус влезното не тера да ја платиме разликата. Ако е така, ние фактички играме со математика и толку плаќаме колку што е разликата, во ваков контекст кај влезното ДДВ, бидејќи го одбиваме, често пати имаме повеќе платено влезно од што имаме излезно. Пак тоа е циклично. Значи, некојаш набаваме 100 единици, во овој месец сме продале 20 само.
Ние на 20 ќе пресметаме ДДВ, но од државата бараме на 100, бидејќи толку сме платели. И сега, бидејќи на нас државата ни должи, треба и да ни го враќа тоа редовно. Тука настанува неликвидност, ако тој процес не е редовен и постојан како што треба и да биде. Сега, во пракса, сега забележуваме, управата вели ние сме навремени, постојано ги враќаме редовно. Стопанството и до мене доаѓаат информации од колеги, велат ние само со контроли се занимаваме, додајте ушто доказ ушто не ни се враќаат ДДВ-њето што сме ги платиле. Рековме, нели, тоа е кеш, што сме ги платиле и не треба таквата ликвидност. Очигледно дека процесите на контрола, дури јас би рекол треба на доверба да се враќа ДДВ-то. Еве ви го, ама ќе дојдам да проверам. Значи, заради тоа да вие ликвидни, постојано ликвидност се одржувате, јас ќе ви го вратам ДДВ-то, но ако се вратам и најдам, тогаш, нели, ќе ја засилам дури и глобата ако сте претерале со. Но во овој така да случај треба да се внимава на таквиот. Во овој случај имаме чувство аспект. дека државата не им враќа, првин сака да ги допровери до најмала детал дали е се точно, па да им врати, додека претходната власт им враќаше, па после контролираше дали има пропусти или нема пропусти, па гонеше, па имаше некој несакани случувања. Има ли разлика помеѓу едната и другата власт? Може ли да направиме? Во природа. Власт како власт, секоја власт сака да биде добра, успешна, да се пофали дека е поразлично од други, но секоја власт се штити себе си од аспект на тоа да се представи убаво светло што е. И колегите што сега се во управата, генерално немам забелешка за нивната работа, очигледно дека сака да ги спроверат, бидејќи веруваат дека имало нели она шеми, переле пари ваделе од буџетот, и тоа имало, тоа е доказ. Но пазете, ако тројца од 100 се такви, вие не можете 97 да казнувате, затоа вратете на 97 на време, а контролирајте ги. И ќе им земете и ќе ги казнете со соодветна глоба, има високи глоби за таа работа, преку процедури и постапка. Затоа развлекувањето на контролите не е добар механизам за тоа да се задржите уште со малку со парите во ликвидносниот буџет, па да ја прескокнете годината да покажете наместо 95 наплата дека имате 100, само затоа што не сте вратиле на време. Тоа не е добра. Препознаваме такви ние мерки, сега не велам за оваа влада, секој сме ги препознавале. И таквиот механизам се разбира не треба да биде пракса. Затоа може би добро дури да се воведе законска одредба дека враќањето е по автоматизам 30-тиот ден мора да се врати, а контролата може да трае 6 месеци. Ама после тоа, нели, да се дуплира долгуваниот данок 5-кратно. Ова е моје предлог, што не мора да значи не анализиран, него сакам да кажам дека се ова може да биде предмет на се дојдеме елаборација. До прашањето, имаше и информација дека буџетот суфицит остварил во еден од минатите месеци. Можно ли е суфицит да се оствари при ваква фискална политика што ја имаме? Колку е тоа реално? Ако знаете што значи сметководство, односно информација на кеш принцип, се е можно. Ова да го преведам на наједноставен може начин. Ама еве како ќе го преведам. На девизните резерви ако може. Добро. Да пробаме. Нашите девизни резерви сега се најобилни. Така. Значи бликаат. Кредитот унгарски е во девизните резерви. Дали тоа подобрува на нашата позиција од аспект на извоз на стоки, па ние нешто наплатуваме многу? Не, тоа е задолжување. Значи дојделе пари, а не се истрошени. Така да и во овој контекст истото го зборувам јас. Суфицит вие ако еден месец не исплатувате ДДВ, не враќате, еве не исплатувате плати додека не ви штрекуваат 2 месеца, ќе имате 2 месеца суфицит. Значи тоа е само заради режимот на евиденција преку кеш принципот и не покажува добри механизми, добри резултати на, да кажам, на некој подолг рок. Во еден месец може, но ако следниот веќе вие вратите ДДВ што должите, платите трансфери, социјални, не знам, плати, кондобавувачи и така натаму, па се тоа што ви се прибрало од претходниот месец, пак ќе сте во дефицит. Затоа тоа треба да се гледа, нели, на ниво на една година, па можеби среднорочно. Да, и капиталните инвестиции не се добро така реализирани. Така ова веднаш ме мотивира да зборувам дека сметководството кај буџетските корисници е демоде, дека треба да се напусти режимот на буџетско сметководство, односно на готовински принцип, треба да се преде на пресметковен, акруал принцип како што прават веќе сите развиени земји во светот, каде што ќе бидат во буџетското сметководство и побарувањата и обврските. Да, ние сега тоа го немаме и него. Фискалниот совет тоа го бара веќе и да го се бара, зашто ако на тоа не притиснеме, не сега е шанса
нова влада, нови правила, можеби да успееме да го Значи да воведеме не биде како на правило. кеш, да, мислам дека и Министерството за финансии нешто најавува, ќе видиме колку ќе имаат желба за вакви реформи, но знаеме дека немаат желба да ја поместат стапката на данокот на додадена вредност од 18 до 19 на 100, како што препорачува Светската банка. Треба ли или не треба да се зголеми данокот на додадена вредност според вас? Ова се, јас ги крстив во еден мој пост на Facebook, лефтерни предлози. Ако вакви предлози давате, а при тоа воопшто не зборувате за сивата економија, као што имаме простор кој што е широк, не направивме ниту обид да зафатиме посериозно од сивата економија, јас веднаш би посекал 70% да биде данокот на додадена вредност. Логично ли? Треба ли така? Ние имаме многу простор кај сивата економија да регистрираме субјекти што не се регистрирани, за жал и најгласни се. Не плаќаат даноци, работат во сивата економија, вртат големи пари, не издаваат фискални сметки, никаде ги нема. Еве да не спомнувам многумина. Знаете некој, јас во шега велам легендата, вели имало некоја жена што лакирала ногти и била фризер, издавала фискална сметка во Македонија. Јас верувам дека никој не издава фискална сметка. Ке се задоволиме со таа пракса. Купувањето преку Интернет. сајтови, да, некој добил фискална сметка и за кешовината наплата соодветно дека преку апарат дека е извршена наплатата. Не. Значи имаме многу простор. Еве еден предлог. Во Македонија имаме многу економски факултети. 5, еве 3. По 10 деца да формираат работни групи во управата за јавни приходи и да ги следат тие сајтови. Ако треба и лажно, нека се пријавуваат да бараат да купат некакви чачкалици, не знам, трепки за очи и така натаму, и нека ги регистрираат сите за да видат колку многу, како мравки се намножија, а не плаќаат никакви даноци. И при тоа ги возат истите улици што ние ги возиме и одат на истиот лекар. Дури пред нас се во редот. Затоа кога ќе кажеме стапка да отиде на 19,5, прво ова, за ова да збориме. Не зборам за корупцијата, значи зборам за ситната сива економија што се милиони евра. Така, во суштина, ако се зголеми од 18 на 19 за 1% поен, ние што редовно плаќаме, ќе плаќаме повторно 1% поен повеќе, додека тие што не плаќаат, пак ништо нема да се плаќат, а ќе имаат повеќе пари од нас. И која е разликата? Да, тие ќе бидат уште поконкурентни. Бидејќи вие ќе сте уште поскапи за 1% поен, а тие па уште поевтини. Бидејќи и така им е нула давачката кон државата. Да. Вие во предходното гостување ја спомнавте, можеби најинтересната информација што не ја знаев, колку се поконкурентни оние што не плаќаат данок, дека тоа оди до 60%. Така. Се имаат како на 100 метра да се трка човек, они стартуваат од 60-тиот метар, а до 100 се тркат. до 100, а ние од 0 метри треба 100 да истрчаме, они само 40. Тоа значи вие сте против зголемување без да се чепне сивата економија. Така е, значи има претходно што требаат многу работа да се направат, па на крајот да зборуваме за такви механизми. Дали би реално би можело да надополнат чепкањето во сивата економија да придонесе за стабилизација на фискалната политика и на фискалниот простор во Македонија, бидејќи некако како да оваа влада како да има два елемента на кои што се подпира нејзиниот сериозен раст во наредниот период. Тоа е борбата со сивата економија, иако до сега не видовме нешто позначено, и второто е реализација на капиталните инвестиции. Колку е реално да се чепне во сивата економија, бидејќи веќе поминаа 6 месеци, точно 6 месеци се поминати од владење на оваа власт. Ако очекуваме со истиот пристап и истите мерки како што беа до сега, не е реално. Значи треба нов пристап, нови алатки, нови механизми. Ако тоа го направат, ќе биде добро. И анализите што ги прави Светската банка, нели одат и до 40%. Во рамките на Стопанската комора ние правевме, учесник бев и јас, анализа со Зоран Јовановски, со професорот од правен факултет Александар Стојков, името ми застана. Утврдивме дека ако успееме да дојдеме до просекот на Европската унија, не велиме да ја искорениме на нула. Теоретски не може тоа, нели? До просекот на земјите, тука во тој просек велиго и Бугарија и Романија, така да затоа велиме до просекот. Секоја година би добивале екстра пари во буџетот од прилика околу 400 милиони евра. Секоја година оној клинички центар што го ветува од светски тип, што никош ќе го немаме, би можеле да го градиме со тие пари прибрани од сивата економија. Да.
Така да зборуваме за сериозен пристап, сериозни пари, но со сериозни нови мерки. Со старите нема ефекти, бидејќи се покажа. Кои се тие нови мерки? Многу мерки има, многу. Препознавате ли политичка волја за тоа? Во прва, политичката волја е столб на... Ама ја препознавате во моментов? Па не можам да кажам дека не ја препознавам. Не можам да кажам, ама очигледно дека во позадина се... Јас чувствувам во позадина дека се збори се, ама тоа треба да се претвори во работни тимови. Значи секој да добие работна задача и да стартува конкурентност меѓу тие работни теми, кој ќе биде поуспешен во реализација. Ако така не се направи, кажав, мора нов пристап, нема да има ефекти. Така. Време е за првата пауза. Една од мерките што ја кажав и во овој мотив, некој рече банална е. 3 тима од 3 економски факултети ќе ги исполнуваат сите овие на фејсбуци што продаваат онлайн, IP адресите ќе им ги откријат, ќе ги задолжат, ќе ги регистрираат, нема да им текне друг пат да продаваат без фискални сметки. Така, ќе се вратиме на темава даноци после првава пауза. Време е за нашите пријатели што возможуваат да се реализира овој подкаст. Останете со нас, се враќаме после паузата. Еј, да, ти, како ја помина годината? Беше ли грижлив? Знаев дека си топ дечко. Им се најдели на пријателите. Christmas is coming. Знаеш ти како треба, секогаш си тука за нив. It's the most А изненадување за другарката? of year. Знаев дека ќе се сетиш. Чекај, а ги слушаше ли мама и тато? Умен тој. Им донесе ли радост на твоите? Па има ли нешто поубаво од тоа да ги израдуваш кога најмалку очекуваат? И направили добро дело. Ја споделили радоста. Вакви празници сакам. И во новата година се инспирираме од вкусовите што не прават посреќни, повесели, подобри. Christmas is coming our way. Среќни празници. Витаминка. Во подкастов разговараме со даночниот експерт Павле Гацов, зборувавме за повратот на ДДВ-то, зборувавме и за тоа дали е сериозно тоа што управата за јавни приходи редовно повикува компаниите да го плаќаат данокот на додадена вредност, бидејќи на 2 дена пред крајниот рок, тоа е 5 декември, не биле 75% од компаниите не ја платиле оваа давачка кон државата, но зборувавме и за тоа дали треба да се зголеми данокот на додадена вредност како што предлага Светската банка и тоа за 1% поен од 18 на 19 на 100. Ставот на нашиот гостин е дека не треба, бидејќи првин треба да се среди сивата економија. Зборевме за сивата економија, неколку пати, повеќе пати сме збореле во подкастов, но доаѓаме до она што се кој едно од клучните прашања, дали може на среден и долг рок буџетот да се одржува и потребите на буџетот да се одржуваат без промени во даночната политика. Гледаме дека се притиска на сите страни даноците да се консолидираат, да се зголемат тебе, например, данокот на додадена вредност, да се укинат олеснувањата што се даваат при даночните ослободувања да се намалат. Зошто толку се инсистира и дел од експертите, но еве и домашниот фискален совет исто така малце бара промени во даночната политика, но и Светската банка бара и економисти бараат малце да се стегнат даноците. Толку ли е лоша од даночната политика и неодржлива на среден и долг рок? На 5 до 10 години во иднина. Дома, ако трошите повеќе од што заработувате и тоа постојано го правите, ќе ви се уклучи алармот. И при тоа, бидејќи трошите повеќе од што заработувате, семејството сите заедно, ќе почнете да земате брзи кредити. Еве да го направиме посложено ова. Од прилика Македонија така ја води политиката. Премногу трошиме во однос на тоа колку прибираме. Тоа се претвара во дефицити. Секоја година на нас не е дефицитна од аспект на буџетското финансирање. Дефицитот завршува со јавен долг, односно со државен долг и задолжување или дома или на страна. Бидејќи домашно задолжување ги истиснува приватните субјекти, обично државата се обидува колку што може делумно, не целосно сепак, да се задолжи и надвор. Тоа не се случува и сега. Но таквата политика не треба да е на долг рок.
Тоа може да биде премостување. А кај нас трае предолго. Значи, ние во еден момент треба да кажеме, добро е, доста е. Сега ќе прибираме повеќе од колку што трошиме, ќе треба суфицитно да се однесуваме, за да враќаме тоа што во минатото го трошевме. Затоа и во ваков контекст, бидејќи почна процентот мерено нели во однос на бруто домашниот производ да расте, се сеќавате едно време зборувавме 40-тина. Да, кога Тоа дојде беше- до 50, ние Ние паѓавме у несвест колку Да. е тоа многу, сега е 64-65. Да, и сега веќе некој си спомнува ми 70-тина, некој Така. пак лесно тоа го бидејќи постојано и секоја власт си вели па добро, ја нема да ги враќам, после мене ќе дојдат, тие нека си ја вршат работа. Тоа е лагодноста на власта. Дома семејството ќе враќа. Ако не јас, моите деца или моите внуци, а некој може опозиција ќе треба да враќа. Затоа и лагодноста во ваквиот однос. Светската банка се однесува баш како финансиер и вели чекајте, јас баш и не знам кој во иднина ќе враќа, ај доста ви е. Претеравте, да малку да се консолидираме, да почнете да прибирате повеќе од колку што трошите. Тоа се тие пораки, ова е порак. Светската банка сигурно нема да не се налоти ако ние почнеме да прибираме повеќе од сивата економија. И ќе рече, не, баталете, 19 не треба, не, 18 намалете на 14. Вие прибирате многу повеќе, ова намерно бројките ги кажувам така, за да се сликовити за гледачите. Вие прибирате толку многу колку што може да отплатите, па дури правите резерва во буџетот. Но кај нас тоа не се случува. Затоа и во ваков контекст е многу погрешно, бидејќи моментумот ќе го испуштиме, да се фати лефтерната политика, да зголемиме давачки, ама пак нека ни тече песокот низ прстите. Зборам за сивата економија, а сивата економија и готовината е керозин на корупцијата. Ние тоа како го затвориме, корупцијата по дефиниција ќе се намали. Ама очигледно затоа треба политичка волја тука. Ако јас кажам јас сум премиер на некорумпирана влада, ќе ја уништам во наводници сивата економија и готовината. Се разбира, нема да ја уништам, него ќе ја намалам до граници што да, така е. Е сега, што е тоа, зошто тие даночни ослободувања им пречат? Например, на Светската банка ги гледаме се повеќе и повеќе економисти имаат забелешки на тие даночни олеснувања. Што се тие даночни олеснувања? Кај вас оде во емисија јас објаснав што е даночно Така. ослободување и дека тоа има ефект на ефективна даночна стапка. Така. Како го објаснив? Има ослободување, да кажеме, за авторски хонорар, 25%, тоа значи дека наместо 10 да платите персонален данок на доход, со ослободувањето 25 плаќате 7,5. Значи, ослободувањата го намалуваат ефективниот данок во апсолутни износи. Затоа, ако се тргне, нели, ќе дојде повеќе ослободувањето, ќе дојде повеќе данок во апсолутен износ. И добро е да се укинува, да се намалува даночното ослободување, така ќе се прибира повеќе данок. Имено, тие се заради одредени политики ставени даночно ослободување. Земјоделецот, занечиета, авторот, не знам, кај реинвестирањето, профитабилните компании кои што вложуваат повеќе и повеќе, да ги тераме уште повеќе. Мотивациони Така се е. у суштина. Значи, обично си или социјални, или се политички, или се економски, или да ги насочат регионални. работите, Така да е. се насочат во одредени луѓето во одредени сектори, Е, односно да се бават. Затоа и Светската банка вели малку ви е повеќе тоа што треба, намалете ги, па дури најдобра опција би била нула. Но, Да немате, да? Значи, ефективната даночна стапка да ви е иста како и номиналната, 10%. И така е една од најниските во Европа. сега доаѓаме до едно нешто што беше кажано во овој подкаст пред 2 епизоди, а тоа е околу минималната плата, колку се ослободени не се плаќа данок. Например, кај нас на 9000 денари не се плаќа данок, значи персоналеца не се плаќа и почнува од 9000 да тече. Например, ако јас земам 25.000, на 16.000 ќе ми се пресмета мене, да, односно ќе ми се пресмета до 20, да, ќе почне да се пресметува на 16.000. Например, што велат сега бизнисмените? Зошто нам целата минимална плата да не биде ослободена од плаќање на данок? Значи, ако е минималната плата, јас имам 22.500 денари, да бидам ослободен од плаќање данок и тоа бидејќи е социјална помош у суштина и јас така да можам да ја земам. А се што е над тоа да си се плаќа како данок. Прво, 9540 е сумата и секоја година се менува. Значи, сега за буквално од јануари ќе стартува друга сума, Така. многу близко до 10.000, сигурно. Втора работа, добро, но јас сум државата.
Ако намалам еве, односно таму ви зголемам ослободување, помалку персонален данок ќе влезе во буџетот. Но јас не се откажувам, јас треба да ве лечам, да правам болници, полицајци плати да земаат, така? Во таков случај добро, од 22.000 ќе е, но стапката ќе ви е 18%. Сакате ли? Затоа, тоа е социјално-економска мерка. Значи, минималната плата е економска категорија, не е социјална. Социјална дека Министерство за социјална политика, таму ќе дотураме, таму кај што е слабо, поединечно ќе анализираме. Во ваквиот контекст, Македонија проценила дека е и мислам дека не е лоша проценката, дека е добро еден сегмент, еден дел од платата, пазете, ова ослободување се однесува на примањето од работен однос и на пензиите. Многумина не знаат, и пензионерите плаќаат персонален данок. Ама како? Нивниот персонален данок на доход преоѓа во фондот за пензиско. Значи, фактички не влегува во буџетот. Так. Добар механизам за да го капитално подзасили во фондот преоѓа и персоналниот данок на доход. И сега, во ваков контекст, значи јас не сум за, бидејќи значително ќе се намалат приходите од персоналниот данок на доход од плати, ако толку многу, двократно и повеќе, го зголемиме даночното ослободување. Очигледно ќе фалат извори за финансирање за персоналниот данок на доход. Така. Значи, вие сте против тоа што беше кажано, бидејќи ја сметат минималната плата како социјална подкрепа на граѓаните, а после тоа над тоа веќе Ајде е да за се живот. уште еднаш добјаснам. Платата никогаш не може да биде социјална ако вие работите за тоа и заработувате. Така. Јас сум ве примил на работа. Јас ќе ви обезбедам плата зашто вие сами си ја заработувате. Така. Социјала ќе ви дава државата. Така. Ова е економска категорија, трошок на работен сум го калкулирал во моите производи и јас ќе ги наплатам од продажбата. Така. Така да и кога зборуваат мора и контраргументи некој да им даде зашто не е баш се така како што ќе кажат. Да. Иако јас сум бизнисмен. Да, ќе зборуваме со што не можев да ве добијам, бидејќи имате многу активности пред нова година. На крајот од подкастов баш ме интересира што толку се собираат толку активности за да човек не може да дојде, мислам дека до премиерот полесно се доаѓа, одошто во овој момент период. даночен советник или некој Така, што работи со сметководство. Ќе објаснам. Да, ќе дојдеме тоа на крајот од подкастов, но има нешто ми привлече едно внимание на вашиот Facebook, редовно го пратам вашите објави, бидејќи таму ние како новинари црпиме идеи што би можеле да работиме. Значи, отворено ви кажувам дека крадеме тоа што вие ќе го напишете, па го обработуваме како теми. Имавте напишано дека постојат застарени правила на осигурување на депозити. Пред не знам, може би 2-3 недели е тоа напишано, на депозитите кои што правила, не знам, десетина колку години се стари, може и повеќе. На што се однесува тоа? Може ли да ни кажете кои се тие правила на осигурање на депозити? Што е тоа застарено и што би требало да се смени? Некаде 2013 отприлика или 12, не можам да сетам точно, ние ги утврдивме правилата за осигурување на депозити кои што одат отприлика до 30.000 евра по граѓанин, зборуваме, по сметка во една банка. Тоа се правилата. Но веднаш има член во тој закон за осигурување, вели откако Македонија ќе влезе во ЕУ, а пазете, ние очекувавме да влеземе најкасно за 10 години. Значи ние веќе сме во ЕУ, според тој закон. Осигурувањето ќе оди до 100.000 евра по граѓанин по сметка во една банка и плюс ќе се осигурат депозитите на микро и малите субјекти, што е исклучително важно. Ваков закон има Црна Гора, ваков закон има Албанија, Србија. Значи, ние застанавме во времето. Ниту они не се членки во ЕУ, за ЕУ веќе осигурувањето се далеку посилни од ова за кој што зборувам. Зошто го кажувам? Може би, пошто веќе се засили економската база и на граѓаните, ама и компаниите станаа малку посилнички отколку во 2010. И добро е за да се засили вербата, сигурноста во финансискиот систем, Фондот за осигурување на депозити да најде механизам, ќе треба стапката на прибирање на придонесот за осигурување на депозити на банките кои што и така се многу ликвидни. Ова година може да завршат и со 300 милиона, веројатно малку помалку, профити. Нека ми најде некој во окружувањето или бизнес што носи такви профити, значи јас ќе замолчам веќе и нема да зборам никош на оваа тема. Шанса е заради добрите профити да се зголеми стапката на прибирање во фондот за осигурување на депозити, да се покачи на 100.000, да ги мотивираме. Значи со мерки граѓаните под перница што имаат готвената велат не внесувам пошто веќе имам 30.000 ставено, имам повеќе, ама нели другите не ми се осигурани.
да ги мотивираме да ги извадат, да ги внесат во стопанството, па нашата држава наместо од Унгарија да задолжувањето да го прави во Македонија и каматите да ги плаќа во Македонија. Бидејќи главната поента како макроекономист на унгарскиот кредит, одлична мерка, ама е слаба што каматите ќе заминат во Унгарија. А можат, ако тука се задолжиме, да дојдат како приходи значи, и доходи сакате- на македонските компании и граѓани. Се извинам. Вие мислите дека добро би било во дома владата да се задолжува дома? Не, сакам да кажам микс дека треба да се прави, ама тој тас малку да се закриви кон домашното задолжување, бидејќи ликвидноста на домашните банки е многу силно. Сега ви сметате дека треба 100.000 евра по сметка да биде осигурување? Значи, сум правил анализи, сум и компаративно сум споредувал со околината. Во моментов идеална критериум, односно правило за осигурување на депозитите е 100.000. Тоа значи дека јас Но и задолжително микро и мали субјекти да се вклучат во. Тоа значи дека јас ако имам 10 сметки во 10 различни банки по 100.000, тоа е милионче, целиот милион би биле осигурани Да, од државата. би биле, но вашите пари би влегле нели како потенцијал, би биле депозити, би се користеле како кредитен Така. потенцијал понатаму. Вие сигурно немам ни јас. Да, Но- не, ова беше. Да, но некои Мислам, имаат или Така. некои веруваат на две банки. Значи сакаат да ги подадат во само две или некои само во 4, така да не морат сите банки да ги користат, но 3-4 да ги вратат и да тука ги внесуваат парите за штедење. Така да јас мислам дека се создадени условите за една ваква промена. Дали некој воопшто во јавноста за ова зборува? Јас не сум го видел, само кај вас на Facebook го видов и затоа го поставам како прашање. Јас ова не сум го слушнал па прилично долго време вакво нешто. Кажав со такви алатки и мерки што сме ги правили до сега, а не ни тргнало, очигледно, ако зборуваме само за тоа што го знаеме и во минатото што сме го практикувале, пак нема да ни тргне. Да. Не, добро, ова е интересен предлог. Хајде да го актуализираме. Може да ќе го, собере- да го анализираме, да формираме работна група, па дури во работна група да влезете и вие новинарите и јас, па да тропнеме на врата да предвладат. Не, ова е, да, Првиот но- пат ќе не одбијат, вториот пат ќе ни го прифатат. Хајде баш едно од наредните прашања до министерката за финансии кога ќе реши да се појави во јавноста и да одговара на новинарски прашања, ќе биде ова поставено, бидејќи ова е интересно и да видиме Се што да ќе треба да го одговара. анализира и министерката, значи не треба да, Така. да ја изненадите, него треба да се анализира. Да, не, да Ето. поставиме прашањето дали би размислиле, нема да речеме зошто не прифаќате и Така. во нешто што не го размислила да даде одговор, туку едноставно дали постои опција, плюс тоа она е добар сметководител колку што знам и Апсолутно. работела во банкар, така што баш Многу интересно добар, ќе така. биде што ќе одговори. Исто така од ваш Facebook статус имавте забелешка на данокот на имот, што треба и од таму извлеков прашање што треба да се смени. Вие посочивте во Словенија како го решава проблемот со високите кири, високиот цена на квадрат. Кај нас имаше такви идеи да се втор, трет, четврти стан да се даночи. Не гледам дека нешто дава некакви резултати и сето тоа. Дека за тоа се зборува. Во Словенија веќе тоа го прави. Мислам дека тоа се прави веќе и во Западна Европа заради енормните кири што ги плаќаат граѓаните и што одредени градови стануваат мека за туристи, а многу тешко се живее за локалното население. Што точно предлагате да се регулира со овој данок на имот? Прво, точно дека кај нас имаше таков предлог. Но знаете тој предлог од кој тип е? Се јас и вие сме министри и велиме ние предлагаме да се зголемат даноците за неискористени економски станови, завршуваме со предлогот и велиме ају кафана сега ќе одим. Значи, тоа треба да се разработи во механизми, алатки на примена. Обезбедија ли докази, евиденции, регистри, каде што секој Павле Гацов ќе му, например, има 20 станови, ќе му направат регистри на сите 20, живее само во еден. 19 ќе му ги оданочат по зголемена стапка. Нема таква работа. Значи, не можете вие да носите мерка, а да немате во позадина алатки што ќе обезбедат примената на таквата мерка. Тоа е хендикепот на Македонија. Прекрасни закони, примена тапа. Зошто? Зашто сите се у кафани на ручек и на бош муабети. Никој не работи. И сега, јас ви гарантирам дека во Словенија, пошто и знам, дека, пошто меѓу другото ние формиравме Издружение на даночни советници на Југоисточна Европа, мене ми избра за подпредседател. Председателот е словенец, да не го именувам, тој е поранешен председател на Фудбалскиот сојуз на Словенија. Значи, фудбалот и даноците имаат врска, да знаете.
И тој ме извести, па ние сме готови, вика, тоа со регистарот за секој знаеме кој стан преку катастарот обезбедени и сигурно ќе го премениме тоа. Ка нас јас не знам дека такво нешто ни се почна, нити се спроведе, нити се обезбеди, иако законот налагаше. Така е. Затоа е добро, кога ќе кажеме зошто не се примени, да се прашаме, а кој обезбеди механизам за примена за тоа што ние го кажувавме? Никој. Така да, политички се изјавите, а механизмите за примена се... Лесно ли е справедливо сето тоа? Мислите дека граѓаните би прифатиле, например, да плаќаат за втор стан, за трет стан повисоки даноци и не е само за вториот, например, ако се плати 50% поголем данок на имот, за третиот би требало да се плати малце поголем, не 50-70. Ако имам 20 станав, тоа би бодело до прилично Значи, висока сума. За да нема отпор, иницијално треба да биде тоа, како да кажам, благо. Ако се плаќа, значи, на следниот 50, на следниот да биде 55, да не одиме така душмански за да се спортистат сите на мерката, едноставно таа треба да биде и благопријатна за примена, да кажам, условно. Не постои новина што лесно се применува. Особено ако на некого треба да му земеш од джебот, сигурно ќе има противници. Но на крајот тоа кога го претвориш во поубава улица, асфалтирана и со ивичници и водата не се прибира нели по улицата, ќе видат дека фактички наменско е потрошено прибирањето. Во ваков контекст, кога зборуваме за прибирањето на давачките и во степенот на оптовареност, значи ние овде, бидејќи приходот кој што го испуштивме преку персоналниот данок го доночува приходот, е претворен во имот. Ние се тука велиме, добро, ама во бајги поголем имот е претворено. Дајте вие што имате повеќе, бидејќи тука не сме ве фатиле, малку тука додадете во финансирањето на државата, ако сакате ве молиме, се разбира тоа ве молиме се ево на водници, бидејќи ќе има механизми кај што ќе обезбедиме регистри пријава за секој да си плаќа на тоа што кај што живее, нели, Така. повластено, а на другите сите повеќе. Дури, пазете, сега кога ова го велам, во Македонија ние се уште немаме оденачување на персонален данок на домаќинство. Се уште поединецот го оденачуваме. Така. Тоа е слабост. Сега, Мислам, затоа не успеа ни прогресивниот данок. не успеа главно заради тоа. Бидејќи Бидејќи ги секој раздвоја, пак да останаа како персони слаби, ама кои ќе го соберете како домаќинство, силни се приходите. Добро, господин Иван, сега зборувам за колегава од Словенија, како ви успеавте? Па ние вели им дадовме рок сами да се регистрираат како домаќинство. Јас, Павле, син ми Перо, Вани и Кире се домаќинство, еве не, воедно управата нека не регистрира како домаќинство. И добро, имаат и некои бенефити како домаќинство. Значи се постои и зошто и како може да се направи за примена. Така да може еден таков пристап на доброволно регистрирање со некакви бенефити да ги вклучиме во домаќинства, сега се префрли во данокот Така, на имот, во домаќинства, а тие што ќе останат кај поединци да се одначуваат поединечно, нема да ги користат бенефити што ќе ги имаат, тоа е, сами ќе мислам дека е сакаат. германски модел, Така е. дека германците го имаат тоа на индивидуа, ако си самец си, па имаш самец плюс еден, па имаш четворочлено семејство како се даночи, секој имаат различна стапка и според математиките најповолно било да си маж семејство, значи татко, мајка и едно дете. Најмалце плаќале, имаше една студија околу тоа, се останато плаќа повеќе, али 20 родители и едно дете, најмала даночна стапка плаќала, ама тоа е во Германија. Ние сме далеко од тоа, ние не можеме сивата економија да ја средиме, па камоли да размислуваме ни на вакви посложени работи. Ние немаме ни регистри за ништо. Време е за втората пауза, тоа регистрите. Време е за втората пауза, па се враќаме да финишираме со разговорот. Еј, да, ти, како ја помина годината? Беше ли грижлив? Знаев дека си топ дечко. Им се најдели на пријателите. Christmas is coming. Знаеш ти како треба, секогаш си тука за нив. It's the most А изненадување за другарката? of year. Знаев дека ќе се сетиш. Чекај, а ги слушаше ли мама и тато? Умен тој. Им донесе ли радост на твоите?
Па има ли нешто поубаво од тоа да ги израдуваш кога најмалку очекуваат? И направили добро дело. Ја споделили радоста. Вакви празници сакам. И во новата година се инспирираме од вкусовите што не прават посреќни, повесели, подобри. Christmas is coming our way. Среќни празници. Витаминка. Во подкастов зборуваме со деночниот експерт Павле Гацов. Зборувавме веќе дали е потребно да се зголемат даноците, неговиот став. Не, тоа се цврст борец против сивата економија и верува дека ако ја зауздаме, не можеме да ја искорениме, бидејќи тоа е илузорно да се очекува, но ако се заузда и се донесе до некој европски просек, може да се добијат големи даночни приходи, кои што ќе ја засилат македонската економија, но од друга страна рече, со за сивата економија нема да биде веќе песок кој што ќе поминува низ прстите и ќе овозможи да се намали и корупцијата, а со тоа и доброто владење да се засили, така што неговиот став е да не се зголемува данокот на додадена вредност за 1% поен како што препорачува Светската банка, туку да се намали сивата економија, а од друга страна па оние ослободување, даночни ослободувања да се укинат, односно да се прибират што повеќе пари и исто така е да се даночи имотот, бидејќи скромно некаде околу кажат дека сите што успеале данокот да го скријат го претвараат во имот, па ако некој има повеќе од тоа што платил како данок, преку имотот да биде оданочен, дали добро сум разбрал? Генерално да. Така. Генерално да. Значи, треба да се удри малце да се даночи имотот на граѓаните посебно. Но внимателно, за да кажав да нема одбитност кон примената. Тоа е многу важно, значи да се даночи. Сега доаѓаме до моментот, она што ме интересира, сакав и тука за УЈП зборувавме на почетокот од подкастот, но малце да зборуваме за пензиите. Вие бевте вклучени во анализи на пензискиот фонд во 2018, 2017, 2018. Да напоменеме дека тогаш е усуштина последната вистинска и реформа направена, која што даде некакви резултати, кога се зголемија придонесите за 0,8% поени во тој рок од 2 години, значи од 18 на 18,8, и тоа е се уште актуелно, но прашањето ми е треба ли нови реформи на пензискиот фонд? Очигледно треба внимателно следење и на полнењето на пензискиот фонд. За сега мислам дека во 24-та прилично добро се полнеше и тоа баш е мотивирано е полнењето од зголемувањето на платите, бидејќи платите некако има и реален раст, дури би рекол, а тие се главниот извор на финансирање на пензискиот фонд, а од друга страна и главен одлив пак од државниот пензиски фонд се оние приватни пензиски фондови, нели, каде што 1/3 од пензискиот придонес се издвојува во тие фондови, каде што фактички се појави потребата од значително до капитализирање на пензискиот фонд на товар на другите буџетски приходи, односно во случајов тоа се јавува како расход. Ние во ваков контекст, добро кажавте, некако на тивок начин се изведе тоа зголемување на стапката, но мислам дека се пропуштаат и некои други можности, например, мислам дека сериозна реформа треба да се направи кај бенефицираните пензии, затоа што таму се пререкуваат уште некои занимања, односно звања кои што, да кажам, имаат опашки од социјализмот, не име веќе место да се бројат со зголемено траење, нели? Затоа што се канцелариски работи. Прифаќам рудари, не знам, градежници, не знам, прифаќам такви, секако дека треба да имаат бенефицирани пензиски стажови, но за многумина треба да се редефинира и да не им се дозволи, бидејќи одат на 55-57 години во пензија, а веќе сите се шофери на камиони. Тоа го знаеме, здрави прави, само затоа што си го зачувале здравјето работејќи канцелариски без да имаат нарушување на здравјето, а државата им го овозможила тоа. Тоа се само навидум ситни реформи, ама ќе бидат големи заштити на пари да останат во пензискиот фонд. Зголемувањето на староста од аспект на пензионирање, пак ќе кажам, мислам дека во овој момент не е добар предлог. Особено не е добар еднократно тоа да се направи, како што
прочитав дека треба да се направи, ако била таква намерата, или можеби не е дообјаснето, бидејќи реформите во пензискиот фонд се толку долгорочни, што, да кажам, треба секоја година кога се применуваат да бидат неосетни за тие за кои се не однесуваат, односно да фаќаат мал сегмент од влошувањето на нивната позиција, а не сега при крајот вие треба да отидете во пензија, денеска знавате да ќе терат уште 2 години. Мислам, тоа би било прво психолошки лош момент, а втора работа мислам дека и етички не би било коректно кон тие луѓе. Пак да го свртим ова на одначувањето и на прибирањето на придонесите во околината, во Балканот, зборам на Балканот само, се плаќаат исклучок има. Косово е, например, една интересна ситуација. Таму дури 10% плаќаат, а претпоставувам дека се уште немаат големи издатоци за пензионирање. Млада држава немаат пензионери. Ќе се судрат со проблемот. Но другите прибираат и пензиски придонес на товар на компаниите. Ние во Македонија плаќаме на товар на платите. Значи, фактички, фирмите задржуваат и уплатуваат од платите на секого. Но нема екстра придонес од компаниите. Во Србија, во Албанија, значи и во Грција, во Бугарија има додавка која што ја плаќаат и компаниите. Може на тоа да се размислува, но пак си, како да кажам, постепено. Никако не сме да се каже од денеска стартуваме со нешто ново и одеднаш, значи ова треба да се анализира и може да биде, нели, кроз на секој 5 години да се менуваат правилата, малку да се влошуваат за компаниите, но од друга страна да биде нов извор за финансирање на пензискиот фонд. А да се зголеми, например, стапката за 0,7% поени од 18,8 на 19,5. Дали е тоа... Еве се одма јас ќе кажам, не на 20,5 нека се зголеми. Значи не е тоа добар предлог. Треба да е издржано зошто би се зголемила за 0,7. Еве тоа го предлагаат, например, фискалниот совет. Но зошто? Пак За да се намали дупката што е направена со зголемувањето на еве јас ќе пензиите. велам уште повеќе се намали, значи ако зголемиме за 1,5. Поентата е пак се враќаме на изворот на нашите несреќи затоа што не прибираме од таму кај што треба. Значи имаме некој што не уплатува во пензискиот фонд, ќе се уплаќа само 15 години да се обезбеди минимална пензија, нели? А бидејќи државата за минималната пензија дотура разлика заради солидарноста на пензијата. Тоа е прво рушење на тој концепт, на тоа колку уплаќаш, толку земаш. Очигледно дека колку помалку уплаќаш, повеќе земаш. И втора една работа, јас, пошто не сум политичар, ова зголемување 2.500 сега, 2.500 во март, на сите еднакво, не ги стимулира тие што уплатуваат сега во пензискиот фонд, како што се вработени, да уплатуваат повеќе. Бидејќи ќе си речат, извинете, не сум будала, кога ќе отидам во пензија, сите исто ќе земеме. Значи да си плаќаме ние помалку, бидејќи на крајот на кришта од пензискиот фонд на нас некоја, нели, нова политика ќе ни дава на нас на сите зголемување на ист начин. Така да не беше добра пораката. Ова да беше еднократно, да траеше 6 месеци, па ја разбирам и до избори, нели, сега ако сакат политички да ги тераат работите, но да биде трајно, додека животот трае, такво зголемување на сите еднакво, мислам дека за идните генерации е лоша порака дека треба да плаќаат многу помалку од тоа што го плаќаат. Кажа, второто деморализирање токму на 15 години само уплатете, ќе имате пензија, тоа наместо да ви 8.000 ќе биде 13 и нешто, не знам, на ниската пензија околу 14.000, така да има слабости во пензискиот фонд кои што се системски. Тие треба да се дотерат и се коригираат. Не е веднаш на лесо тај за 0,7 ќе зголемиме. Јас извори ќе најдам уште на 3 точки што ќе дадат повеќе пари од ова 0,7. 0,7. Сега, нешто што преќутевме при реформите во 2017-2018, а тоа е дека се променија и заменските стапки. Што се заменски стапки? Некако... Ќе ги објаснам лесно. Некако не ги комунициравме во јавноста, веројатно затоа што поголемиот дел од нас новинарите не им придаваше никаква важност. Еднаш, два пати се спомнаа некако срамежливо и никој не ги обработуваше, а дел од експертите што учествува во реформите кажува дека тоа било у суштина едно од најголемите промени што се направени при таа реформа. Така е. Заменските стапки е термин што го употребуваме ние. Во законот нема да ги најдете. Значи, ги има во законот за пензиско и инвалидско осигурување, но не се викаат заменски стапки. Затоа кога ги барате како заменски нема да ги најдете. Затоа можеби и не ги комуницираме, не ги знаеме, не ги препознаваме. Ама ќе ви кажам, ќе знаете каде ги барате. Ајде да научиме нешто, затоа и подкастот.
најголемата заменска стапка е 80%. Што значи тоа? Бидејќи основицата за пензија е уплатата, нели, односно просекот што го имате за целиот професионален век, за целиот работен стаж, ако сте вие така формирале просек 100 единици, вие може да земате пензија 80 единици. Сега, таа заменска стапка паѓа, како што ви паѓа стажот. 40 години ќе земете 80, но ние заради слабоста на пензискиот фонд тоа го намалувавме многу нежно надоле. И на пример, и по години го намалувавме. Значи, почетно кој отишло во пензија порано, отиде со подобри заменски стапки. Овие се тој што касни и покасно има мали намалување, 0,25-0,5 процентни поени помалку. Ако отидете во пензија со 35 години стаж, заменска стапка ќе ви е 72. Ако отидете со 25, можеби ќе е 63. Ги ставам од прилика ориентационо. Ако отидете со 15, најниското што ќе Да, земате. тоа се заменските стапки. Така. Значи, стажот, ама ние и во рамките на годината кога го донесавме прописот, малку ги побутнавме надолу, не ние, тој што го формирал, нели, и го донел законот, ги побутнал надолу за во текот на годините тоа да се почувствува како помала пензија на идните пензионери. Така да како касните со пензионирањето, тешко на вас, вклучувајќи ми и мене. Така. Тоа се тие заменски стапки. Значи, механизам за пресметка на пензијата. Пензијата. Од просечната. Значи, Плата- ако, например, било со 35 години 72%, ги намалиле на 70% од платата. Да, Например, тоа грубо кажано, сега не е ова нежно, точно. нежно е така. Нежно, намалено или на 71%, Така е. намалено 1% поен е намалено, но тоа во пари е сериозна И во маса сумица. на 300.000 и кусор Така е, пензионери. тоа е веќе доаѓа Така е. кога ќе се направи, бидејќи не се пензионираат сите со 40 години, Точно. со 80%, некој со 39, некој со 30 И то осум, парче по парче и паѓа парче надолу. у суштина е, значи тоа е реформата, Така тоа е. е заменската стапка. Али ајде да отвориме на друга интересна тема. Нема да го развивам понатаму. Ако уплатувате во пензискиот фонд, вие ќе добиете толку колку што сте уплатиле. И оплодено. Нели, принос ако има, ако Тоа е во вториот. во вториот. Така. Фер е тоа. Тоа е економски пристап. Вложувате, добивате. Пазете сега. Вие на вас мерката за пензијата ви е платата. Ама вие платата не ја уплатувате во државниот фонд. Што уплатувате? Придонесот го уплатувате. А тоа е само 18,8% од вашата плата. Значи вие треба да го добиете придонесот што се го уплатувале во државниот фонд. Проверете дали е така. Отварам теми што се Да, ма не е сложени така. точно, сложени не. и тешки, не ги Ние дискутират. да ја добиваме на цеа платата, значи ние добиваме просекот на платата. Ако е платата просечна за целиот работен век 30.000 денари, ние ќе добиеме 80% од 30.000 денари, тоа е 24, сега дали су добро... Добро, најдобрата варијанта 24. 24.000. Заменска стапка полна имате. Да, 24.000. Горан, дали ти уплатуваше придонес на 24.000? Не, јас само 18% сум уплатувал, значи сум Ако уплатувал... уплатуваше во приватниот, ќе добиеше 5-6.000. А вамо велиш, дајте ми 24. Не е тема на оваа емисија, кога ќе дојде тема, ќе зборувам. Леле, ова е веќе дилема. Да, добро, ова е отвараме, ова е, сега мене ми се разјаснуваат некои работи што не ми се јасни, добро, затоа и подкастов да откриеме некои работи што не ни се јасни, да некако финишираме, помина времево за подкастот новогодишен, предновогодишен. Сакам на крај да ве прашам, имам и нешто и за Ајде. УЈП и за ДДВ и нешто да уште не докажано, но тоа се теми што ќе ги разговараме дури дневно што се вика. Додека ве договарав за овој подкаст, кажавте дека човек не може да ве најде ни под дрво, ни под камен, затоа што имате многу активности, ама знам дека и други даночни советници и сметководители пред Нова година на вистина не може човек да ги најде под дрво и под камен, бидејќи стварно имаат многу ангажмани. Што толку работите пред Нова година? Тоа и дома не знаеме да објасниме ние што работиме толку многу. Ова е проектна работа. Значи, ние сега, да ночи своите сметководителите сите заедно, спремаме годишни сметки, финансиски извешти, даночни извешти. Тие се за цела година и се рапортираат, сега подготвуваме од декември, заклучно со 15 март.
Ние во овој период сме во кампањска активност како избори. И во овој период ги утврдуваме сите, ги проверуваме сите сметки, ги утврдуваме сите нови даночни прописи, нивната примена, кај сме сгрешиле, дали треба корекции да се прават за сите 12 месеци наназад. Ние сме комотни во периодот, да кажам, од април до некаде 15 ноември, но после тоа не баре сметководител нели од 15 ноември до 15 март. Точно сега во овој период тоа го правиме. Значи фактички ја извршуваме нашата проектна задача наречени изготвување на годишни сметки, финансиски извештаи и даночни извештаи. Ревизии и така натаму. Вие се бавите и со обука, колку што знам, обучувате. Да, обучуваме. Значи тука се сметководители, овластени сметководители, даночни советници, ревизори. На нашите обуки доаѓаат шарена група на посетители. Како ви се Али викаше се агенцијата? Проагенс. Проагенс. Проагенс, агенција сме од 95-та година сме формирани, значи еве, до година ќе е 30 години и веќе сме етаблирани, значи постојано со оваа проблематика, со прирачници издавање Интересно, од различни теми. Вашата бранша како никогаш да нема криза. Може да има криза од аспект на немање доволно квалитетни подмладок, не зборуваме, има квалитетни даночни советници и сметководители, но може би да немаат квалитетен подмладок, бидејќи младите може би не сакаат да работат тоа што го работите вие, но како да нема зима за вас? Нема богати сметководители, но нема и гладни. Зошто? Зашто постојано ова е, секоја година, додека постои државата, ќе постојат финансиските извештаи, даночните извештаи, ќе се приберат даноците, ќе се плаќаат ДДВ и така натаму. Затоа и постојано имаме работа. Зашто ако речете ајман доста веќе ова не ни треба ова бизнис, треба да речете добро, не ни треба ни државата. Ние сме на некој начин потпора, брана пред управата за јавни приходи. Управата за јавни приходи реагира експост, ќе открие и ќе рече не платиле, но ние во текот на работењето коригираме и велиме не ова не ви е добро, морате овде да исправите. И пред да настане ризик од управата да открие не да открие, ние сме побарале законито да се постапи и исправено, затоа што е побарано од наша страна да се следат сите процедури и правила. И последно прашање, вашиот шеф, главниот што ги носи законите, тоа е Министерството за финансии и Министерката за финансии, е сметководител и работел и во банки, го знае занаетот. Ви гледали благонаклоно кон вас? Чувствувате ли дека така е нешто поразлично од претходните министри што не биле толку блиски со сметководството? Па, благонаклонноста е во карактерната особина на министеркава, но професионалец до крај, значи како што и била и претходно, така да во овој контекст никакви, да кажам, галења од типот ај сега поминете вие, се по закон и по правила. Значи така тој пристап го почитува. Се надеваме дека така ќе остане. Господине Гацов, многу ви благодарам што бевте дел од овој подкаст. Благодарам за можноста. Се гледаме во наредната 2025 година. Бидете ми здрави, живи, среќни и секако имате повеќе пари од што имавте во оваа 2024 година. Се гледаме.